моментов се наоѓаме во просторијата каде што се извршува практична настава за овие смерови. Во позадина тука имам визуализација на еден стан во кој што буквално визуелно се гледа се што содржи од поглед на инсталација и таа е еден дел работна просторија наменета за енергетичарите. Тука исто така се гледа и оној останатиот дел кој што буквално означува се што треба да научат учениците за да изведуваат една електрична инсталација од почеток до крај. Во овој кабинет имаме испитни столови во кои што се наменети за испитување на разни вежби, припрема за вежби. Едноставно такаме да бидеме компатибилни со бизнис секторот, односно акцентираме се она што е потребно повеќе како практично за бизнис сектор. Тука имаме и не се само помагала, туку тоа се дела на ученици кои што буквално од идеја создадоа производ и тој производ може да се патентира и може да најде примена широка општо во животот. Тука имате на симулација на еден лифт кој што е буквално со програмабилен логички контролер и тоа е дел од секторот и електроника, меѓутоа и енергетски дел. Се трудиме во текот на овие години едноставно што повеќе да собериме вакви нагледни средства, испитни столови кои што ќе можат, ќе им помогнат буквално да се наковаат и што полесно да се понудат на пазарот на трудот. Зошто би се запишале учениците, деветоделенците токму во оваа струка што им овозможува понатаму во животот, односно како професионална ориентација? Изразита е последниве години соработкава со бизнис секторот. Значи имаме во повеќе од 100 фирми ученици кои што посетуваат. Посебно би ги потенцирал Гентерм, Витаминка, ВИК, останативе крупни, едноставно крупни фирми кои што се на пазарот. Стално имаме конкретна соработка со нив, со таму ментори што се поставени и едноставно се прилагодуваме на потребите на учениците. Транспарентни сме во однос на се, разумни тука сите и се работиме во интерес на учениците. Нашиот смер нуди информатичари, значи автоматско управување информатика, потоа имаме електроника и телекомуникација, имаме и енергетика, и за оние помалку амбициозните кои што не сакат да продолжат на факултет, тука се нуди 3-годишно образование, каде што посебно многу повеќе се акцентира практичната настава, значи буквално во тие 3 години да ги спремиме да можат да се котираат на пазарот на труд. Последниве неколку години имаме стварно веродостојни јаки показатели дека работиме на вистински пат, на вистинско поле сме. Тука сме тим, соработуваме значи заеднички не само како практичари, туку стално во кореспонденција со теоретските професори и мислам дека доста напреднавме во овој поглед. Кажи ми од кое училиште доаѓаш и колку оваа презентација те заинтересира за евентуално да се запишеш? Блаже Конески ме интересира да се запишам, но долго пише. Да? Која струка би ја одбрал од индустрија? Информација. Профилите кои што ние ги запишуваме во машинска струка се машинско-енергетски техничар и машински техничар за моторни возила во комбинирана паралелка. Моментално од оваа година машинско-енергетскиот техничар ни е паралелка со дуално образование по македонски стандарди. Имаме соработка со компаниите Euroterm и Технобен.
Следната паралелка ни е машински техничар со техничар за производно машинство. Техничар за производно машинство ни е дуална паралелка по германски стандарди во соработка со ВИК и од оваа година почнавме соработка со ламинати. Машинскиот техничар исто така ни е дуална паралелка со кој што имаме склучено со одредени фирми соработка. И имаме уште една паралелка од 3-годишно образование која што ни е комбинација автомеханичар со машински механичар. Машинската струка моментално во светот ни е најдефицитарна и во нашата земја и најбарана струка, бидејќи учениците кои што ќе се запишат во оваа струка имаат добар просперитет за вработување во фирмите со кои што имаме ние соработка, бидејќи уназад наши ученици кои што веќе оделе на пракса по фирмите се здобиле и со вработување после завршувањето на средното образование. Исто така, после завршувањето на средното образование, техничарите кои што ќе завршат 4-годишно образование имаат просперитет да се запишат и на факултет, на техничките факултети, не само на машински, него и другите технички факултети каде што имаат желба, нормално. Значи, практичната настава со новите сега модуларни програми се изведува по компании и се нарекува како учење преку работа кај работодавач, така да цела практична настава се изведува во компании. Имаме многу добра соработка со компаниите од градот, со бизнис секторот, во сите сфери од машинската струка каде што учениците би имале можност да посетуваат практична настава. Во машинска струка годинава имаме потреба да запишеме 84 ученици во трите паралелки, од кои рековме 2 паралелки со 4-годишно образование и една паралелка од 3-годишно образование. Да потенцирам уште дека во дуалните паралелки имаат можност учениците да земат да конкурираат за стипендија од Министерството за образование и наука, а исто така имаат можности за стипендија од фирмите со кои што имаме соработка и каде што ќе посетуваат практична настава. Перспективата на учениците кои што се запишуваат во графичка струка е навистина голема, можат да работат во било каква печатница или дизајнерско студио, или пак да си основаат сами бизнис, да работат од дома, овие познати сега работи кои што ги наметна новото модерно време со работата од дома на сопствени проекти и дизајни за некои странски фирми. Практичната обука е доста битна во нашата струка. Имаме одвоено специјално часови и денови за практична обука, каде што нашите ученици посетуваат компании од Прилеп, познати печатници, студија за дизајн, фотографски студија, каде што учениците имаат можност од прва рака да ги дознаат тајните на графичкиот дизајн и да работат во реални компании. Исто така и во нашето училиште имаме опремено една мини печатница, каде што ги имаме сите потребни работи за дизајн и потоа да се испечатат готовите графички производи. Да, јас сум Михела Тамелковска, учам во 4 графички техничар струката. Сум била на 2 проекти до сега во Латвија и во Шпанија. Целта на проектите е да се зближиме повеќе и да учиме многу за другите земји што се околу нас или во Европска унија. Имам пријатели со кои се уште сум во контакт и многу убави искуства се добива, мемории и многу други различни работи, како дружењето се беше супер, научив многу за другите култури. Одлично. Јас сум Ема Димитриевска, заедно со ученичка со Михела. Имам поделено на повеќе проекти, од кои настрана беа во Латвија и во Турција. Тука во градот имам во околу уште 2 или 3 проекти учествувано и целта обично на проектите е зближување со пријатели околу нашите години, па и може постари, помали. Сето е многу лесно поминува и
во секој случај се останува во контакт со други деца. Јас би препорачала, иако тие сакаат слободно, сето е со отворени раце, добро дојдени се тука. Исто јас би му препорачала, че овие 4 години беа едни од поубавите години кои ги поминав од мојот живот, дружењето со класовите и со така и со проектите на Еразмус ке запознаат многу други работи, освен што се дешава во Македонија. Продолжувате на факултети или се вработувате? Јас би продолжила. И јас продолжувам. Јас сум Ивана Григоровска, учам во Климент Охридски. Сакам да учам овде, бидејќи учиштето ми се допаѓа и онака убаво, има добри услови и го знам, имам иден овде по чапати. Сакам да запишам патен сообраќај, тоа така ме влече сега за сега и се надевам дека од септември ќе учам овде. Јас искрено како што гледам училиштето ми се беднисува. Нема многу дојдело овде за Раковец, само внатре го немам уште видено. Па да видиме што смеру имаме, може ќе се запишам, ќе видам. Јас сум Јордан Чокоцевски и планирам другата година од 1 септември да се запишам во Христо Ристовски Ричком, како некоја струка поврзана со информатика, како на пример програмирање или нешто слично така. Тоа те интересира, така? Како се гледаш себе си по 4 години? Себе си во 4 години се гледам дека сакам уште да продолжам во факултет за информатика и се замислувам дури да одам странство, не во некој или да работам од дома во некои други држави. Во склоп на ова училиште, значи функционира и една и спортска гимназија. Таа е една паралелка, 4 годишно образование и максимум 34 ученици може да се запишат во таа паралелка. Моја препорака е, од има голема заинтересираност, тоа полуматурантите да си дојдат на првиот уписен рок, оти бројката од која ќе се пополни е една паралелка и понатаму не може да се запишат, да се формира и да се запишат други ученици. Во склоп нова училиште имаме спортска сала со сите услови за спортување, со организирање на секаков тип на надпревари, од секаков ранг, дури се одржуваат и државни надпревари по најразлични спортови, од екипните, дури и од поединечните, пример од џудо, карате и така натаму. Спортската гимназија, значи 4 годишно образование. Како сектор постои 10-11 години. Од спортската гимназија, значи се добива гимназиско образование, диплома, со која диплома тие може да се запишат понатаму на било кој друг факултет. Не само да се наслушат по спорт, туку и на било кој друг факултет. Оти образованието е гимназиско. Оформено гимназиско како образование.